Добро вечер, Јанко. Благодарам за поканата. Голем поздрав до вашите гледачи. Во овие денови ги следиме мерките кои што се препорачуваат од авторитетите. Превентивните мерки се многу битни поради тоа што здравието пред се е најважно. Јас лично користам маска кога излегувам, ракавици. Имам неколку средства за дезинфицирање. Тоа е се што можам да направам од моја страна. Држам дистанца и се трудам што помалку можам да излегувам. Поради тоа што во овој период, всушност, ние требаше да бидеме на турнеја. Ја одложивме таа европска турнеја со брат ми, како Тавитјан Брадерс. И со самото тоа, повеќе престојуваме во нашето студио, каде што имаме повеќе време за создавање, креирање, снимање, сето тоа што може да се направи во таква атмосфера. Јас го довршувам мојот албум кој што го почнав пред една година. Сега имам повеќе време за тоа. А имам и неколку специјални гости. Дел од нив се светски артисти, Греми артисти. Тој проект требаше да биде изненадување скоро, но се надевам дека доколку се одвива според планот, а пред се да го сочуваме мирот во душата, здравието, амбиентот, ќе имаме и време да направиме една убава промоција на сето тоа, секако, голем проект, кој што го работаме една година. Се работи за джез музика, за world music, инволвирани се доста светски имиња, како што кажав преска. Во главном активностите се сведуваат на тоа да вежбаме во студиото, свириме, музицираме и снимаме. Соработуваме со луѓе од странство, преку интернет, функционираат пракање на фајлови SendSpace, WebTransfer и така натака. Соработки преку видеоколови, преку софтверот Zoom и така натака. И сите останати апликации. Ќе видите како се одвива атмосферата, како снимам, како работам.
Што се однесува до новитетите, од неодамна станав артист на најголемата светска компанија за произведување на палки. Тоа се вика Викфирд. Тоа е американска компанија која што обстојува веќе 60 на години, а со истата соработуваат највлијателните тапанари на денешнината, како што се да речеме тапанарот на Rolling Stones, Чарли Watts, кој што е оснивач меѓу другото на Rolling Stones групата, тапанарот од Queen, Роџер Тейлор, Медоуз, тапанарот исто така што сика Роџер Тейлор, Дюрен Дюран, Дейв Векал, Вини Калиута, Омар Хаким, Били Кован, да не ги набројувам сите, тапанарот на Iron Maiden, сите тие се артисти на оваа светска компанија, Викфирд. Викфирд е компанија која што јас ја користам нивните продукти од мојата најрана возраст и практично за мене беше сон да бидам дел од една таква светска елита и со самото тоа да добиам право на собствени палки, моја едиција, моја серија, со мој подпис, каде што всушност дизајнот се потрудив да биде доста универзален, да сепак по мој мерки. Покрај мојот подпис го ставив и македонското знаме, со трейдмаркот на Македонија, тоа се 7 осминските ритми. Тоа е нешто како лого што го ставив тука. И на моја огромна чест сум дел од оваа светски позната американска компанија која што има експозитури во 7000 локации во свет. И ми е доста предизвик и воедно со неверување влегов во целата таа приказна, поради што бев долгогодишен корисник и фан на овие светски палици кои што се еквивалентно на, да речеме, Nike патики или некој најголем светски бренд во светот. Како да сте влегле во NBA. И со самото тоа агендата што ја добив е доста предизвикувачка, бидејќи сте рамо до рамо со своите идоли. Обврска и како едукатор и како концертен изведувач. До неодамно имав таква агенда концертна, интернационална, и преку снимање видеа за нивните официјални YouTube канали, Instagram, Facebook, каде што имаат милиони followers. Може да се види тоа на нивниот вебсайт, таму сум присутен. Истовремено и Zildjian компанијата, тоа се најдобрите светски чинели. Чинели се овие крухови, што ги гледате на тапаните. Така да ми е стварно чест што сум дел од тоа семејство, нивен артист за целиот свет. Практички станав артист и во Америка. И тоа е од тие новитети. Исто така работиме на новиот албум на Раде Шербеџија. Присутни сме како автори на неколку песни, продуценти и аранжери. Се надевам наскоро публиката ќе го слушне тој албум. Би препорачал сите луѓе кои што можат да седат дома. Знам дека не е можно луѓето кои што имат обврски секојдневни на терен, компании и фирми од кои што зависи животот и секојдневието, да бидат дома. Значи, тоа е крвотокот и циркулацијата на едно општество. На истите им препорачувам да се држат до мерките, бидејќи ова е навистина сериозен светски проблем. Против може овој период за тие што се живи и здрави да го искористат креативно, да се позанимаваат со своето семејство, со односите кои што се можеби запоставени, повеќе љубов кон своите најблиски, да се прочита некоја книга, без разлика дали е тоа на интернет или на живо. Но она што ние можеме да го направиме е да извлечеме една духовна лекција. Затоа што во овој момент гледаме дека не секогаш материјалните средства може да бидат
пресуден значај. Во моментот сплотеноста, слогата, љубовта, доброто пријателство, грижата, колегијалност, емпатија ќе бидат клучен фактор за да се надминат некакви кризи, бидејќи од самите овие чувствувања и перцепции на животот и настануваат тие алчности или скромности кај еден човек. Лошо распределени средства во општествата во светот, лошо изиграни партии шах, чудно мешање на шпиловите. Така да за се тоа ќе имаме време да размислиме како да го реорганизираме и се надевам ќе го направиме да биде на едни постабилни, подсврсти основи со многу поголема доза на морал, како би почнале за промена со едно високо квалитетно живење каде што сите на планетата ќе се доживееме како едно. Преголемата поделеност е одраз на нехристијански дух, без разлика во која религија веруват. Во ниедна религија не постои несплотеност како символ или како движење. Напротив, почита и беседното разбирање и пријателството се клучни. Тоа нема цена. Човештвото премногу сакаше да се занимава со статистики и со давање на цена на нештата, но за жал, за сега добиваме едни други статистики, кои што се надевам дека ќе ги надминеме и со верба во доброто и со почит кон самиот живот. Благодарам за поканата во вашата емисија и ме туваа вечер.